Требаше да се вработат уште во април лани, но се уште немаат решен статус. Голем дел од околу 1500 лица ангажирани со договор за дело во здравството и понатаму чекаат решенија за вработување. Речи се и да нема клиника и болница без договорци. Повеќето средно медицински и административно-технички кадар, кои работат и по десетина години во неизвестност дали месецот ќе земат плата, а при тоа извршуваат исти задачи како и нивните вработени колеги. Дополнителен парадокс е што работат во здравството, а немаат здравствено осигурување. Според властите, долгите административни процедури со давањето согласности од Фондот и Министерството за здравство, а клучното од финансии, а потоа и конкурсите го кочат целиот процес. Таков беше примерот и во клиничката болница во Тетово, каде по 2 неуспешни огласи вчера им беа врачени решенија на 109 договорци. Но таква среќа се уште немаат ангажираните со договор за дело на токсикологија, неврохирургија, детска клиника, клиничката болница Битола, болницата во Велес и во многу други јавни здравствени установи низ цела Македонија. Политичката волја е јасна. Сите вработени мора да бидат со социјално осигурување, договорите на дело може да бидат исклучок, а не правило. Посветеноста да го завршиме тоа е тука и се надевам дека ова година ќе биде комплетирана. Морам да кажам дека во некои здравствени установи имаат вработувано нови договорци, што не е во согласност со насоките и договорите што постојат со тие здравствени установи. Министерот се надева дека до крајот на годината ќе заврши и процесот за вработување на 300 приватни специјализанти. Александар Динев, Сител телевизија.